Никакво подобрување во билатералните односи Скопје-Софија нема, туку има само влошување. Бугарија си ја тера 150 годишната стратегија да покаже дека македонскиот народ е со бугарски корења, а македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, дециден е потпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски. Наместо МНР и Бујар Османи цврсто да се спротистават на силните провокации кои ги гледаме од источниот сосед, министерот за надворешни најавува дека ќе се сретне со основачите на бугарските клубови со контроверзни имиња во Македонија. Би му препорачал да се сретне прво со Мален Врабевски, со оној кој што ги финансира овие здруженија и кој што веројатно работи за силни интереси на неговата држава, на државата Бугарија, кога веќе не му ставаат црн печат во пасошот и кога Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање не ги следат неговите активности, не му забрануваат влез во Македонија, затоа што тоа е тоа што треба да го работат Ана Бајара, а не да издаваат пасоши на белосветски криминалци. Барем нека се сретне Бујар Османи официјално, па да знаеме дека тоа е една договорена работа која што има за цел провокација на македонскиот народ. Чиста провокација е доаѓањето на првиот човек на преродба Костадин Костадинов, сметаат од ВМРО ДПМН, а зашто Министерството за надворешни работи испрати само писмена осуда. Костадинов пред 2 дена среда Скопје ги искажуваше територијалните претензии, а неговите провокации не сакаа да ги коментираат ниту експертите, кои се наставува дека не треба да му се дава на значење на бугарскиот пратеник, кој не е фактор ниту во Софија. Костадинов на отварањето на бугарскиот културно-информативен центар дојде со тенденција да убедува дека Македонија е втора бугарска држава, а дека неговата земја се протега од Црното море до Охрид. Нека не бъдем лицемери. Аз не ви карам вас да се чувствате българи. Така ли? Така е. От своя страна, не ни карайте и ние да изкривяваме истината и да лъжем. Няма да лъжем. Аз ще ви кажа още веднъж. Да, България и Македония са две държави, които трябва да бъдат една. И моето виждане е, че две държави са, да, един народ, който трябва да бъде от Черно море до Охридското езеро. Това ви го казвам. Но и покрај силните територијални претензии, отворената намера на Костадинов да ги прикаже македонците како бугарски народ, МНР не виде причина да испрати итна протестна нота. Во писмената реакција која стигна од Министерството, пораката беше македонските граѓани да не подлегнуваат на ваквите провокации кои имале за цел да ги спречат двете држави во искрените намери, во зближувањето на двата народи во духот на европските вредности.